одлики на народните ора од градот Дебар. Во градот Дебар, најголема прилика за собор биле од вториот до петиот ден по Великдан. Во тие денови, соборот се одржувал кај црквата Пресвета Богородица. Во околината се празнувале уште неколку поголеми празници, меѓу кои и Ѓурѓовден во селото Рајчица. Тогаш најмногу се изведувале ороводни песни. Свадбите биле една од најубавите прилики за веселба, а во градот Дебар се одржувале на празникот Петровден, а на почетокот на 20 век се правеле свадби и на други празници, со цел да се намалат трошоците. Свадбите траеле и по неколку дена, а онаа куќа која била највесела и имало најмногу музика, се знаело дека е куќа на младоженецот. До втората половина на 20 век се пеела и песна за таа прилика. Игра јагне, скока јагне, во стадо големо. Не е јагне во стадо големо, тука е Јован со млада невеста. Во минатото се играле ораво посебни танци, тоест посебно играле мажите, а посебно жените. Држењето на оро било за рака или пак за рамо. Женските игри се карактеризираат со тешки и мирни движења. Машките ора се карактеризираат со отежнати движења, но и со многу подскокнувања и вртења. Меѓу најпознатите ора се тешкото, машкото, меткалиштето, повратешко, пајдушко, лесното и други. Најзастапена инструментална придружба биле тапаните и зурлите. Покрај нив се играло и на гајда, или за некоја ороводна песна се свирело и на дајре.